Почитувани гледачи, добро вечер од зградата на Илинденска број 2. После нова година, овде дел од улогите ќе бидат сменети. Некој ќе си замине, некој ќе дојде. Така решија партиите во пржен од 2016 година. 100 дена пред парламентарни избори да има техничка влада, за да се обезбеди веродостојност на целиот процес, од организирањето до реализирањето. Си оди и првиот. Премиерот. 2,5 години нова функција беше Зоран Заев. Голем дел од мандатот потроши на евроинтеграциите. Која беше најтешката одлука за него? Што сработи, а што не успеа во овој период? Одговори вечерва барам од председателот на владата. Благодарам што го прифативте овој интервју. Благодарам на поканата, ми е чест да присуствувам на интервјуто. Премиере, по нова година ваша дестинација за работа наместо Илинденска број 2 ќе биде Павел Шатев 8. Не успеавте на оваа функција да дочекате датум за преговори со Европската Унија и полноправно членство на земјава во НАТО. Брисел ве принуди политиките што ги водите да ги проведите на предвремени парламентарни избори. Дали како што наближува денот за техничка влада се чувствувате помалку поразен што нема да бидете на врвот за да ги видите овие две цели за кои што многу се залагавте? Прво, јас сум среќен што имав чест да работам со луѓе кои што заедно тимски создадовме амбиент да може нашиот парламент, оваа влада да ги реши сите историски прашања кои што беа отворени за земјата пред се со соседите, но ги исполни своите стратешки аспирации. Решавајќи ги овие прашања паралелно со реформите кои што ги направивме, навистина дочекавме нешто што еве 30 години без малку или 29 години го чекаме, а тоа од самостојноста до денеска, тоа е нашето членство во НАТО и почеток на преговори со Европската Унија. Овие работи за мене се исполнети. Зошто се исполнети? Заради тоа што ние веќе де факто присуствувавме на НАТО самитот, одлучувавме, односно дискутиравме, партиципиравме, даваме свој придонес натре и тоа е исполнета работа. Останува да е јуре Шпанија тоа да го направи, верувам дека ќе го направи. Немаме ние отворени билатерални прашања со Шпанија, да имаме нешто да чекаме. Очекуваме владата да се формира и веднаш во процедура шпанскиот парламент тоа да го заврши. Исто така и Европската Унија преку Европскиот совет, тоа се земјите членки, но пред се и преку Европската комисија верифицира дека 100% се исполнети условите, односно се што се очекувало од нас, што се барало од нас, тоа е исполнето. Одозгора на тоа е постигнат договорот со Бугарија, одозгора на тоа е постигнат договорот од Преспај, го кажуваат во суперлативи. Ние сме навистина најблескавиот пример и потврда за атракцијата на Европската Унија. Тоа се зборови на еврокомесарот Хан и на крајот е една кулминација, ако Франција не беше одлучна во овој дел, сепак председателот Макрон ги потврди сите наши успеси, кажувајќи дека сега и треба дополнително малку време на Европската комисија, на Европската Унија. Значи не е до нас. Не сум човек кој што очекува да ги собере сите лаворики на крајот на успехот. Мојата земја ќе ги собере, нашата земја ќе ги собере. Јас сум тука. Значи ќе бидам дури и во Скопје, не само да се враќам во Струмица, освен што таму живеам, ќе работам на сите политички ангажмани за да можам да го добијам новиот чист мандат во кој што ќе се посветам дефинитивно уште повеќе на економските прашања и на севкупните трансформации и реформи на подобро во нашата земја. Ке разговараме повеќе за надворешната политика и за економијата. Сега сакам да почнам со дел за внатрешна политика. Неколку случувања поврзани со судството ви изреволтира и ве принудија се погласно да зборувате за ветинг, за проверка на имотот на судиите, па дури за европски мониторинг на процесите. Вам уште како опозиционер ви беше јасно како стојат таму работите, нели? Нема правда, нема мир. Зошто толку чекавте за реформа во оваа област? Реформата во секоја област оди прво преку создавање на законодавна подлога, а после и практична реализација на таа законодавна подлога, низ која што се прави и реформата во самата област. Така и во делот на правосудството. Значи, прво не правиме ветинг и треба да го разграничиме. Тоа иако многу често се употребува заради ветингот на правосудството во Албанија, па се влечат паралели. Ние правиме прочистување во правосудството согласно постојната законска регулатива. Таму тоа е вградено. Има сериозни алатки во делот на судскиот совет, во делот на советот на обвинители, во делот на антикорупцијската комисија и да не зборувам за сите други институции кои што го имат како свој дел на надлежноста. И затоа меѓународната заедница ни укажува за ветингот дека не треба, ако одиме на ветинг, значи треба се подредиме позади Албанија, па да го направиме, па да чекаме датум. Не ни треба.
Сосема се различни околностите или слично, така да законската основа е создадена. Заев никогаш не сакал, ниту треба било кој да дига телефони на судиите, да врши влијание, да кажува како треба, што треба да прават со процесите, дали побрзо, побавно, како да судат и слично. С краја да, никој не треба тоа да го прави во државата. Одговорноста на судиите е сериозна работа, заради тоа што прво земат плата од граѓаните. Сите нас не плаќаат нашиот народ. Втората работа е, од нивната работа зависи делокругот на атмосферата на севкупниот живот во државата. Дали ќе има повеќе инвестиции, дали младите ќе остануваат овде, дали ако некој се чувствува дека е правичен, има надеж дека ќе дочека правда во оваа држава. Токму заради тоа тргнуваме во еден процес на прочистување и проверка. Преку имотот, преку судрот на интереси, преку сето тоа законот што го дава на сите институции, и јас верувам дека тоа ќе даде одличен резултат, за на крајот да дочекаме правдата онаква каква што очекуваат граѓаните, тоа да биде на едно европско ниво. Таа е вечна борба. Јас верувам дека секогаш ќе има дилема, дебата која што ќе не тера, но тоа терење треба да биде на појасна правда и правичност за сите. Символот на борбата против правдата за предходната власт сега е на обвинителна клупа. Кати Ценова и нанесе сериозен удар на владата и на СДСМ како партија. Дали чувствувате морална одговорност за безусловната поддршка што ја дадовте? Ве изневери, ве разочара? Јас сум секако разочаран, тоа сум го споделил неколку пати во интервјуата, но ние дадовме поддршка на институцијата, специјално јавно обвинителство. Луѓето се миливи и меливи. Јас секој пат прво почнувам за себе, па и за сите други. Еден човек не ја создава институцијата, како што еден човек или групација не ја прават државата. Ние имаме специјално јавно обвинителство, кое што истурка сериозни процеси и процесуираше обвинителни акти. Има истражни постапки кои што се почнати. Тоа се сериозно завршени работи. Кога протестиравме по улиците и дававме поддршка паралелно на специјалното јавно обвинителство, тоа го правевме на специјалното јавно обвинителство. Не би бил јас Зоран Заев ако кажам дека не сум разочаран. Јас крварев, јас ризикував семејство, како и многу други наши граѓани, не сум само јас. Веројатно јас бев прв меѓу еднаквите. И затоа сум разочаран. Но истовремено сум дополнително мотивиран и фокусиран да процесите продолжат во државата. Правната држава мора да ја дочекаме, не заради тоа што Заев така сака, граѓаните сакаат. И кога тргнавме веќе со повикот до судскиот совет, до антикорупцијска комисија, до Европската унија да ги искористи своите алатки и инструменти за мониторингот на случаеви од висок профил, ја повикав дури извршната власт, која што е директно под владата, да постапи по своите надлежности. Целта е навистина да ги осигураме и обезбедиме сите тие честни и професионални суди и обвинители и да ги отргнеме од нив сите тие нечестни и непрофесионални суди и обвинители, кои што верувам дека се помалку на број, за да може пополека да враќаме амбиент, каде што ќе се дели правда, каде што ќе се постапува исклучиво по закон, по устав и по сопствено убедување, каде што дефинитивно нема да се дозволи да застаруваат предметите, кога ќе се чита, се знае кога застарува некој предмет или не, како се постапува со тоа. Јас знам дека и се уште се води процес против поранешниот хрватски премиер. Се уште се води процес против поранешниот француски председател. Јас сум свесен за тоа, но не сум свесен и не можам да прифатам кога некој знае дека почнувајќи еден процес за година и пол нешто застарува, тоа да не го убрза. Очекувам видов судии кои што работат и по 10 часа на ден, од 4 дена од 5 работни во неделата. Значи можело ако се сака, секако за тоа државата си плаќа екстра работно време или слично, верувам дека тоа го очекуваат граѓаните. Ние само ги слушнавме граѓаните. И затоа вака се однесуваме. Кога донесовме законите, јас реков сега зависи од главата на сите. Како тоа ние ќе се однесуваме. И навистина очекувам, како што власта е под лупата, под мониторингот и се, парламентот е, веројатно и опозицијата е, од вас новинарите и од граѓаните, така и правосудството мора да биде. Што се случува со новиот закон за јавно обвинителство? Законот за јавно обвинителство во изработка. Ние сме свесни дека за овој закон немаме двотретинско и правиме напори, и разговараме, и тој диалог ќе продолжи. Веројатно дека обидите ќе извадат на маса кој е за Европската унија и кој не е на крајот на денот. Заради тоа што, иако Европската унија ги има заокружено и конфирмирано сите наши успеси, и тоа е безусловно завршено веќе, убаво е да овој закон да биде уште една причина да испратиме порака дека навистина реформите продолжуваат во државата, ние се трудиме како народ, како нација, како институции да ги носиме самите закони. И веројатно кога ќе дојде моментот тој да биде испорачан према парламентот, тоа ќе ги видиме сите која. Уште еднаш да напоменам, прифатив предлог од опозицијата за обвинител за висока корупција. Прифатив дури имиња кои што беа споменувани, заради да давам шанса да се донесе законот.
Важно е пустото да биде на крајот целото обезбедено, заради тоа што само тоа остана во делот на правосудството. За судски совет, за судовите завршено, во делот на јавното обвинителство треба да го завршиме. Јас верувам, веќе нема сајо. Дај да седнеме сите заедно, малку да си земеме во делот на одговорноста еден чекор повеќе и да носиме одлуки. Законот за јазици разбранува на крајов на годинава. Вие најавте дека комисии меѓуинституционално ќе ги разгледуваат препораките на Венецијанската комисија. Има нешто ново околу тоа? Па веќе се групираат самите ресори кои треба да бидат во самите работни групи, веројатно експертите во самите институции како правда, како надворешни работи, како европски прашања и кабинет на премиер ќе бидат вградени внатре, за да можеме да навистина ги видиме прагматичните аспекти на постапување по венецијанското барање, односно барањето на Венецијанската комисија. Да напоменам, овој закон не сплоти. Нема да дозволим овој закон повторно да не дели таман работа. Веројатно решението треба да ги најдеме на најблагопријатен начин, каде што Венецијанската комисија ќе биде испочитувана, а сепак граѓаните правата ќе ги сочуваат. Зошто? Заради тоа што ние зборувајќи за правото на јазикот, навистина Венецијанска комисија потврди, дадовме повеќе од она што е просек во Европската унија. Но сериозноста која што не исправи Венецијанската комисија, дали имаме институционални капацитети, дали преку тоа некои поврвни права не ги нарушуваме или слично, е наша должност тоа да го практикуваме и да го имплементираме. Како партнери во коалицијата, а верувам дури и опозиционите партии кои што го поддржаа овој закон, заедно сите ќе го изнајдеме решението. Некогаш тоа се наоѓа низ законски промени, некој пат се наоѓа низ практична примена и подзаконски акти, негово доуредување, но верувам дека решението ќе го најдеме. Ќе потсетам на една изјава на претседателот на Собранието Талат Џафери, кој вели дека новиот закон за јазици нема да зависи од Венецијанската комисија, туку ќе зависи од Бадентер. Како да го разбереме ова? Вие зборувате сега за помирување и за позитивен пристап кон законот, но ова е малку... Па сите не се Зоран Заев во државата се. Така е, јас гледам како Зоран Заев. Председателот наш на парламентот си гледа на свој аспект. Веројатно исплашен да не некој тоа дојде, па сам го промени законот, па го спомнува Бадентер. Мислам, јас не припаѓам на тоа Бадентерово мнозинство, ти сум македонец. Значи, ја представувам и најголемата етничка заедница во државата, ама јас бех предводникот на законот. Ајде да се подсетиме, кој ги држеше пресконференција, кој ги обяснуваше деталите, кој го убедуваше мнозинското население македонското население, кој го убедуваше помалку бројните заедници. Така да верувам до небото во еднакви права на граѓаните, градејќи го концептот едно општество за сите. И верувам дека сите треба да бидеме многу внимателни, предпазливи во изјавите, заради тоа што многу прашања не споја, е едно од прашањата кој што не сплоти, кој што ги отстрани сите тие тегоби кои што постоја на делби етнички во државата и слично, односно ги направија многу поприкладни во државата, многу посакувани и слично, едно од тие решенија токму законот за употребата на јазиците. Јас верувам дека тука на многу елегантен, на многу професионален, но и на многу европски начин ќе постапиме како што се очекува од секоја земја, така и ние. За изборниот законник имате разногласие со ДУИ и со ВМРО ДПМН, е логично како опозиција. Ви одите храбро на една изборна единица, како што предлагаат помалите партии. Да не ви чини храброста разочарување во мандати? Можно е, да ви кажам, многу често ние и тоа го дискутираме во партијата и на крајот пак е луѓе, окей, рековме за демократија, правиме чекори. Ако гледаме само за партиските интереси, верувајте, прв треба да биде против Социјалдемократскиот сојуз. Ние сме прво рангираната и позиционирана политичка партија. Тоа под менувањето на модел од 6 изборни единици во една значи дека ние најмногу губиме. Но добива демократијата. Добива парламентот. Од странава можност автократ никогаш повеќе. Зошто? Така има повеќе партии, од кои што ќе зависи, нема да зависи ниту од СДСМ, ниту од ВМРО, ниту од било кој поединец во големите партии. Ќе зависи од сите. Тоа е убавината на демократскиот плурализам, парламентарен плурализам кој што го има во државата. Должност е наша да направиме. Јас го ветив во време во кое што беше поприлично нејасно што ќе се случува во државата. Тоа беше во предвечерието на парламентарните избори 2016 година. И веројатно ги охрабрив помалите партии, но и помалите етнички заедници во државата, се извинувам. Така да во еден таков амбиент, принципиално нашето поставување, дај да го направиме чекорот. Јас сум кроток човек, ќе најдам договори. Постигнав многу договори дома, ќе постигаме договорите. Веројатно ќе треба со повеќе политички субјекти, повеќе парламентарци, но сето тоа, на крајот е гаранција дека се ја чуваме државата. Никој нема да забега во некоја крајност. Така да тоа е убавината. Јас апелирам
навистина пред се према ВМРО, ДПМН и ДУИ како партии кои што поднесоа дури амандмани, да ова прашање седнат и сериозно го разгледат. Значи, ако губи ВМРО, ДПМН, не губат само они, изгуби Социјалдемократскиот сојуз. ДУИ тврдам, во вакви околности само добива. Значи, треба да го разгледат и тие. И јас разбирам политички ставови. Разговаравме ние со аналитичари од ДУИ, разговаравме со политичари од ДУИ за сите и ги разбирам некој пат прашањето зошто, но додека има мегдан да се донесе законот, стварно апелирам да направиме се, заради тоа што ние во парламент нема да се откажеме. Значи јас знам што значи филибастеринг со амандманите поднесени, тоа ми е мене јасно, но на крајот на денот сите сме одговорни пред граѓаните. Тоа ќе излезе на површина аргументите зошто некој е про или за, некој е против или контра на целото ова прашање, но борбата за повеќе демократија треба да продолжи од сите нас. Исполнавте договорите, односно дека метафорично сте махер за договори, да се префрлиме на малку на надворешната политика. Во една пригода изјавивте водиме меѓународна политика која што ги решава предизвиците. На патот кон евроатлантските интеграции има напредок кон НАТО, но потврдивме кога станува збор за Европската унија, не убедивме Франција дека сме подготвени за датум. Сега се предлага нова методологија, со куси зборови формулирана, може да ја вратиме каде и да стигнете. Дали вака Европската унија станува малку подалечна дестинација за нас? Ако искрени нации со искрени институции, предводени со искрени политичари, се зафата тоа да го имплементираат што се наговестува уште, да напоменам уште тоа не е конечно. Тоа треба да биде предмет за државата. Значи, ако државата сака да се промени, да го подобри судството и тоа да биде sustainable, одржливо, а не да го враќа, туку само да го подобри за да добие членство и после пак да се врати назад, не? Или да отвори неколку поглавја и пак да се врати, не? На нас не треба правосудство кое што дели правда, каде што законот даде еднакво за сите и навистина секој има истоветно право за правда, тоа да биде одржливо, а не само во одреден период да се случува. Или во образованието, ако направиме 3 чекори на подобрување, ајде и после пак да го срушиме, се променила власт или слично. Не, тоа Европа нема да го дозволи. И они велат вака, еве имаме земји кои што преговараат. Дали со затварањето и отварањето на поглавета, стварно таму се промениле работите и како што следам, неке да е баш дека така станале веднаш холанѓани или германци или французи, тие наши луѓе, соседи и држави од Западен Балкан. Така да, навистина, јас верувам дека тоа е фер шанса, но морам претходно да напоменам дека председателот Макрон потврди дека ние завршивме се. Не беше дали ние сме го убедили или не. Тој рече, сега на нас не треба време како Европа, зошто? Сакаме внатрешно да издебатираме. Верувам дека тоа можат многу брзо да го променат, заради тоа што заслуживме. Не може да го казнуваат најдобриот пример овде во Западен Балкан или во Југоисточна Европа. Тие ги почнуваат говорите и ги завршуваат говорите со Преспански договор, со пријателството, со диалогот и дипломатијата, со реформите кои што се направени тука и верувам дека Европската унија ќе исполни своето ветување, дека ќе испорача према земја која што испорачала. Ние испорачавме целосно. Преспанскиот договор и договорот за добрососедство со Бугарија беваши два најсилни адута кога станува збор за затворање на прашањата со соседите. Но, како што поминува времето, содржината, како да ги проблематизира темелите на формата. Македонско-грчката комисија е прилично тивка. Македонско-бугарската е гласна, па дури и жестока. Молк за тоа докаде се стигнати преговорите што се однесуваат на учебниците, историја и географија, а Гоце Делчев ги расипа разговорите на релација Скопје-Софија. Кои се вашите информации што ги поседувате за работата на овие две комисии и ќе има ли некој епилог во брзо време? Прво, кротко, по полека. За сите прашања постои решение. И постои овде решение. Договорите се постигнати. Тие носат обврски и права на двете страни. Не само на нашата страна, како обврски кои што во моментот се стварат во јавност. Тие носат обврски на бугарската страна или преспанскиот и на грчката страна. Постојат решенија за сите овие прашања. Верувам некој пат треба да оставиме главите да се оладат, за да седнеме да ги знајдеме решенијата. Имам идеи јас како, верувам дека постојат решенијата. Сум ги разговарал со председателите на владите на двете земји и се терат доминантно со председателот на владата на Република Бугарија, господинот Борисов, за изнаоѓање на ваквите решенија, но на мегдан се комисиите. Така да, верувам дека ќе помогнеме, ќе ги знајдеме решенијата, веројатно околу нашите божикни празници ќе имаме една средба,
со господинот Борисов баш така празнично да поразговараме малку на сталожено без оврска дека нешто ќе потпишеме тој ден или слично. Верувам дека низ еден таков диалог, јас веќе нема да бидам председател на влада, нормално, ама како ние станавме пријатели, ќе верувам дека ќе знајдеме или ќе канализираме одредени решенија кои што не очекувам ниту јас, ниту тие веднаш да се решава во некој предстоен период, зашто избори доаѓаат нормално. Дека сега баш нема да се решаваат така работите, но подршките остануваат од двете земји. Верувам дека она што со преспанскиот договор во моментот го правиме ние како држава, а тоа да ги отстраниме тие се уште неимплементирани работи, насловот, не знам, на археолошки музеи, некаде не е отстранет одредено нешто кое што постои како обврска или слично, ќе се случува паралелно со грчката страна да ги смени таблите, имаат и тие обврска од својот договор, тоа е наше очекување. Мене ми е драго што е, не знам, форумот или бизнис форумот во Солун испрати една многу благопријатна атмосфера. Бизнисмените сакат бизнис, граѓаните сакат соработка. Ние сме тука да им служиме, а и премиерот Мицотакис навистина покажа човекот негова потреба на прецена економијата, да посвети поголемо внимание, гледајќи токму низ неа градени на тоа наше пријателство, кое што не сме го имале така во минатото. Така да предуслови не е само форма, не е само договор, не е само подпис ставен, внатре има многу суштина и содржина, која што треба да ја гледаме низ пријателството, како да го градиме пријателството, а не да го гледаме низ формата како да растураме нешто, кое што треба да биде нешто како врска на сите, а тоа е во пријатен и пријателски амбиент да очекуваме подобра перспектива за сите. Проектот Мини Шенген е актуелен деновиве. Став дека иницијативата има за цел да ја забрза соработката за да се олесни процесот на европска интеграција. Како? Еве вака, значи доказ за тоа дека сме на европскиот пат и преку ова иницијатива за забрзување на регионалната соработка помеѓу нас е присуството на господја Калавера, која што е директор за Западен Балкан во Европската комисија, на Европската банка за обнова и развој, Европската инвестициона банка, RCC, на Светската банка, кој што работат со нас. Почнувајќи од Охрид беа со нас, еве во Тирана, се заедно со нас, сега определија 1 милиарда и повеќе, 1,20 милиони евра, подршка на сите овие регионални иницијативи кои што се случуваат и слично сето тоа е добро. Целта е да покажеме пред Европа, кој што троши прво пари европски на даночните плаќачи од Европската унија овде, дека и ние нешто можеме плюс сами да направиме. И навистина можеме. Еве јас ќе кажам неколку придобивки. Ако наш граѓанин оди во Белград да работи или во Тирана да работи, 90 дена му трае процедурата за вадење работна виза. Тие се процедури кои што тие што ги трчале по администрацијата знаат колку се мачни и тешки. Со овој договор кој што го постигаме, споделувајќи го софтверот кој што веќе постои, тоа ги мечира сите наши конекции на институциите, МВР и агенции за вработување, например, да можат граѓаните, ако тргне од Штип, живее во Штип, сака да се вработи во Ниш, се најавува само на системот преку апликација и кога ќе дојде во Ниш, он го има правото да се вработи веднаш во компанија во Ниш, исто како србин што може да се работи. Така и за Албанија и обратно нивните граѓани во нашата земја. Или ако дојде турист, например, и слета на аеродромот во Скопје, кинес, од Кина. За да се движи во целиот регион на 6 земји, не му требаат повеќе визи. Значи, еднаш ако извадил виза за Република Северна Македонија, кога ќе се движи по регионот, повеќе не му требаат визи. Нашите дипломи да бидат признаени од сите земји и нивните признаени кај нас. Прво гледаме да бидат тоа државните универзитети со согласно стандарди. После тоа да уклучиме алатката на Европската унија за верификација на квалитетот на знаењето, кој што го прават за да може и тоа да биде секако споделено. Трето, тоа е граничните контроли. Да ги тргнеме. Овој one stop shop кој што го направивме, еве го со Србија, сега го правиме со Албанија, верувам во Белград на почетокот на февруари ќе бидат потпишени тие договори, но конечна цел е one stop shop да стане non stop shop. Значи да нема стопирање конечно. Тоа ќе овозможи целосно брз транзит, но податоците ќе бидат меѓусебно разменети како држави, така да царинската контрола која ќе се направи на чоколадите на Европа, Скопје во текот на нивното складиште, тие од тука тргнуваат и патуваат по целиот Балкан без граници, без застанување или слично. Тоа е конечната цел. Работи Европската унија со нас, има успеси, но ние можеме наистина повеќе да направиме тие успеси. Целото тоа
по проекција на Светска банка, значи дека може да проектира во следните 2 до 5 години зголемен за 3 до 7% раст на нашите економии, заради ослободувањето на сите тие бариери кои што досега се кочници на растот. Пред корпусот прашање за економија уште едно од ванешната политика. Долго време многу наши амбасади беа прасни. Владата ги стокми мињата, листата со предлозите е кај председателот. Опозицијата обвини дека внатре има партиски кадри од она што проциркулира во јавноста како имиња. Дали успеавте да се ослободите од политиката целосно и да кандидирате професионални дипломати? Или сепак политиката влијаеше? Значи, не ни била ни целта целосно да се ослободиме од политиката, заради тоа што треба да доминират професионалните кадри. Но некаде политичките кадри имаат своја улога во дипломатското представување на државата низ светот. Така да, јас кажав само едно име и веќе останам додека не поминат сите процедури, Дане Талевски. Драгоцен советник е во мојот кабинет, но уште повеќе би бил корисен работејќи за државата во НАТО, заради тоа што ги знае работите. А тој дојде како политички представник од Социјалдемократскиот сојуз овде со мене. Но беше заедно со мене Димитров, Шикеринска, Бујар Османи во сите овие разговори за постигањето на овие наши аспирации за НАТО. Тој е едуциран професионално токму за тоа. Со докторати е во Унгарија, во Германија, не знам секаде каде има завршено сите своји едукации и слично, така да тој е кадар на Република Северна Македонија и треба да оди. Сакав да остане тука, но треба да го пуштите за да може и за него, но и за државата да направи уште повеќе. И тоа е така нормално. Сите амбасадорски места се усогласени со председателот. Верувам дека процедурата се завршува или е веќе завршена. Останалото уште неколку непополните места. Можно е до нова година да ги завршиме. Токму и нив како влада, па ќе продолжи понатаму и председателот за да бидеме екипирани кадровски насекаде во светот. Зошто? Сме членка веќе на НАТО. Почнуваме преговори со Европската унија. Тоа треба да го искористиме. Срамота ако останеме со непополните амбасадорски места или пополните со ВДА. Еве кажете о Вашингтон кој е амбасадор. Не може да ги кажеме се уште одлуките. Еве за Вашингтон немаме одлука и нема да ја донесеме сигурно до крајот на јануари месец. По затворањето на клучните политички прашања најавивте економска година, но кога ќе се испречат избори на тој пат, бизнисот секако дека трпи. Податоците на Заводот за статистика се дека просечната плата е нешто над 25.000 денари. Сепак вредноста на синдикалната минимална кошница не успева да ги испорача сите оние барања за народот. Голем дел од парите се трошат на храна и сметки. Зошто 500 евра просечна плата остана само ветување? Прво, не е невозможна мисија. Еве ќе кажам каде тргнавме, каде сме стигнати. Како и направите паралелите, во 2013 до 2015 просечната плата пораснала за 400 денари, после пораснала за 800 денари. Сега во овие 2017-2019 година порасна за 2297 денари. А новите податоци колку се користи новата алатка која што дадовме законски за субституција на придонесите на плати, доколку растат платите, покажува дека повеќе од 90.000 работници веќе за ноември и дел октомври го користат тоа. Да не зборуваме дека законот се донесе во декември. Првиот импакт ќе го знаеме во декемвриската плата. Ако успеат, например, 180.000 работници да го користат тоа како механизам, тогаш тоа се 20% од вкупно, или повеќе од 20% од вкупно 800.000 вработени во државата. 20% од 800.000 се 160.000 работници. Ако 160.000 работници го користат тоа, може да очекуваме и 20% зголемување на просечната плата во државата. 25.127 денари беше некаде објавениот податок за септември, ако не се лажам. Во моментот е веќе близко до 26.000. 25.726. 25.726. Овој тренд покажува само колку импакт имат ваквите мерки. Сега ќе почне да се применува и минималната плата од декември, исплаќајќи ја во јануари. Декемвриската плата ќе се испрати во јануари. Тоа дава дополнителен бустинг и притисок на покачувањето на платите. Недостатокот на работната сила исто така го создава тоа. Нашето ветување беше за мандат од 4 години. Јас сум председател на влада 2 години, 2,5 години, 2 години и 6 месеци. На 1 јануари, еве кога завршува баш мојот мандат, 2 години и 7 месеци. Навршувам за 4 години, ова се достигнува. Како и да го проектират. Но да почекаме април, да видиме како ќе се движат овие трендови. Зошто? Заради субституцијата на платите,
која што дефинитивно мотивира покачување на платите и заради минималната плата која што историско е покачена за овие 2,5 години за некои 5.500 денари, од 9.000 на 14.500 денари и се вкупниот амбиент економски кој што е создаден. Да напоменам дека тоа е создадено целото во диалог со коморите и синдикатите заедно, без да има клинчови или слично. Кај минималецот има доза на популизам. Ве прашувам затоа што Светска банка укаже дека обично тоа е оправдано во случај на зголемена продуктивност. Сега вие зголемивте платата, а не ја проверивте продуктивноста. Значи, јас сакам да имаме зголемена продуктивност. И секаде тоа го правиме со методологија на покачувањето на јавната администрација. Верувам дека тоа ќе предизвика исто така и зголемување на продуктивноста и во приватниот сектор. Но кај нас беа депрецизирани платите. Зошто? Зголемувањето на цените на мало, кои што се случувале низ годините, платите тоа не го следеле. И затоа сиромаштијата е се поголема во државата. Сега враќаме една голема правичност. Ако нашиот народ издржа на нозе и донесе храбри одлуки, со кои што навистина ги отвори интеграцијските процеси, кои што интеграцијски процеси ги направивме заради носната економија, сега е честно, тој наш народ да почувствува придобивки од тоа. Затоа правиме едно исправање на една неправда, на депрецијација на платите, кој што долг период било. Се качуваат сите плати. Ние сме свесни дека како се качуваат во приватниот сектор, гледате како ги качуваме и во јавниот сектор, не само тоа и пензиите ги качуваме во јавниот сектор. Ние веруваме дека целата таа зголемена потрошувачка моќ, приватна потрошувачка ќе ги помогне дополнително на економијата. Но еден квантен скок на примањата на граѓаните моравме да направиме. Зошто? Заради достоинството на животот. Не е тоа доволно, но ако добијам цел мандат посветен на економијата, верувам дека ќе успееме многу. Ние сме левичари, јас доаѓам од бизнис секторот, од капитал секторот, сум левичар по убедување. И верувам дека ќе успееме и како на економски план да бидеме урнек и пример за сите како ги користиме интеграциите, да дадат прилог и во делот на странски инвестиции, во делот на користењето на фондовите и на нашите домашни капацитети, знаење, ресурси кои што ни постојат во државата за благосостојба на нашиот народ. Во еден таков амбиент можеме да очекуваме да се задржиме токму младите тука. Таков вид на политики Светската банка, јас ги коментирав со нив, тие кажуваат да, ама продуктивноста мора да ја зголемувате за да расте, секако и платата, ни ги кажавме нашите аргументи колку тоа е понижено доле во делот на платите, а понатаму секој покачување секој ќе продолжи со продуктивноста. Така да, например, гледате дека се уште преговараме со синдикатот од културата. Нивелациите додека не ги постигнат, да се знае што е носител на дејност, што е стручен, што е администрација внатре, нема разграничување. Во образованието до април месец одат и покачувањето и се. Ако не ги постигнат заедно со синдикатите нивелациите, да се знае што е учителот или носителот на дејност, што е стручен соработник, педагог, психолог, дефектолог, социјален работник, а што е јавната администрација, внатре не можеме ние да градиме понатамошни политики. Како на 1000 квадрати, во една школа плаќаме 20 хигиеничари, во едно 7. Тоа не е фер. Така да, ќе се средиме прво внатре, за да зголемиме продуктивност, и овие 7 немат иста продуктивност, овие двата. Така, кажам да знаете дека во суштина се случуваат работите на позитивните промени на економски план во државата. Левичарска социјалдемократска мерка укинавте, ќе ве потсетам на прогресивниот данок. Сакавте средната класа да ја направите силна, но одеднаш се случи да го замрзнете. Проценките ви беа нереални или тука крупниот капитал изврши голем притисок? Не, избрзавме, не. Гледате Кочо Ингишов како тоа објаснуваше колку е добар прогресивниот данок и пред коморите и пред се. Веруваме во таквите политики, но честно е, кога ќе слушнете, кога ќе видите дека не ги даде резултати, да се повлече еден чекор назад. Извинете, поранишниот министер и советници во неговиот кабинет кажа дека ги надфрел очекувањата во резултати прогресивниот данок. Требале да бидат 25 милиона, испаднале 27 милиона. Ако грешам... Дај Боже да е така. Дај Боже да е така. Значи, немаше тогаш никаква причина тоа да го правиме. Но за жал не е така. Значи, прво Управа за приходи прв пат од 1 јануари почна да ги испорачува даночните пријави. И не чека повеќе на граѓаните сами да пријават. Тоа зголеми приход од персонален данок на доход. 54.000 тогаш, сега 59.600 се вработени во државата. Сите тие нови работни места носат нов приход. А зголемувањето на платата за 2297 денари, во неја има персонален данок. 229 денари, тие персонален данок дополнително на таа плата. Кој ги пресметавме, 97% беа од тие причини.
И гледате дека нема резултати. Но што предизвикало? Овде во Каченик отвориле сметки нашите компании. И таму, на основа на консултантски услуги, пуштат парите, плаќат понизок данок, ги ваат парите и носат дома. Или во Србија, или во Бугарија, кои што имат пониски данъци од нас. За жал, окружувањето не ни е Данска, Шведска и слично, и признавме. При тоа, што се случи исто така? Ние оданочувавме и семејство каде што таткото на семејството зима 102.000 денари, односно над 1.500 евра плата, ама мајката не работи, двете деца не работат и сега нив ги оданочуваме. И имаме семејства кои што се многу богати, со многу имот, со се внатре, и мажот зима 85.000, жената зима 82, и тие не ги фати данокот. А поприлично се многу богати. Така да моравме да направиме одредени градации и да ги дадеме мерките на улеснување внатре. Затоа го одложивме за 3 години, додека ги изградиме сите тие механизми, а веруваме и околината дека се промени. Тоа е честно. Многу мерки на Драган Тевдовски денеска живеа, дават одлични резултати. Тоа мерка не е само на Драган Тевдовски, он беше нашата авангарда и до ден денеска е социјалдемократ наш, се и мој и на нас социјалдемократите. Но дефинитивно таму кај што не дадо резултати, не треба да се правиме слепи при очи дека не гледаме тоа што се случува. Да го направиме чекорот на назад, заради тоа што губевме на основа на таа мерка. Дали утврдивте зошто и каде запна работата со реализација на капиталните инвестиции прилично имаше мака? Зошто? Голем дел од причините се субјективни причини, еден дел се објективни причини. Во објективните причини се најчесто нерешените имотно-правни односи, притисокот од граѓаните, општините, парламентот врз извршната власт да влезе проектот. И ајде да влезе проектот, ама нема ни проект. И сега влеголо он како планирани пари, ама нема ни меин дизајн, нема главен проект. А при тоа ако има главен проект, мора да добие одобрение за градба. Па треба да има детален урбанистички план за негова реализација. Па треба да се реши имотно-правните односи. Тука е еден дел на проблемите. Тие се така наречени објективни проблеми. Другиот дел на проблемите се субјективни, односно немање храброст, волја и професионалност во постапувањето на навременост на спроведување на постапките. Нема го ничи. Значи, нема јавната администрација која што цело време ќе биде фокусирана и ќе прави пуш на решавање и отстранување на овие проблеми, за да може изведувачот да почне во имплементација навремено и навремено да ги изреализира сите капитални инвестиции. Вака поучени, во последните години веќе тоа го менуваме. И имаме резултати. Железниците развижа, гасификацијата до 100% ќе помине. Патиштата ги поминаа сите параметри од 100% колку што ни беа ставени. Значи во моментот, еве, кога давам за неколку дена пред крајот на годината, стига параметри од преку 95% на реализација. Тоа е одлична реализација. Но во одредени капитални проекти се уште имаме слаба реализација. Каде што проблематиката е врзана пред се од многу административен кадар и многу изискува претходни прашања за решавање. Училишта, базентите, тешко ни одат во Агенцијата за млади и спорт да се реализираат, болниците се заглавени, Штипската е одглавивме, Магичевската мора да претрпи ново тендерирање. Зошто? Заради тоа што администрацијата ги направила грешките внатре во целата оваа постапка и тоа го правиме брзо, за да може да ги фатиме, парите стојат, треба да ги реализираме таквите пари за капиталните реализации. Но главните капитални проекти се реализираат патиштата, железниците, гасификациите. Тие се најголемите. Простете, за која железница зборувате? Железницата која што се реализира Скопје, бугарска граница, односно Крива Паланка, бугарска граница. Во која фаза е? Првата фаза ги забржавме целите работи, втората фаза е веќе во технички диалог на одлучување. Значи првата фаза има изведувачи. Втората фаза добивме 68 милиони евра грант. И имаме дополнително земено 60 милиони евра кредит од Европска банка за обнова и развој. Тоа е некаде 140 милиони евра. Сега се одлучува техничкиот диалог се прави, за да може да влезат во следна фаза. На пролет сакаме и втората фаза да се гради. Некаде јануари и февруари ќе се објави третата најголемата фаза. Таа е некаде 405 милиони евра со тунелот што е према Бугарија. Но во моментот на капитални инвестиции на железници гледаме на првата фаза. Зошто? Заради тоа што само на неја се работи. Реализацијата кога дојдовме беше 22%. Сега е преку 55-57%. Зошто? Направивме пуш, ги отстранивме проблемите, многу диалог со станоци, со изведувачите ги решивме, државата си плати пенали каде што сгрешила, тие си платија пенали каде што сгрешија, се развижија работите. И да не зборувам за Битола Кременица.
железничката пруга, која што е завршена, направивме пробно возење на возот од грчка страна, повторно не знам од кој после децении, токму возот дојде повторно во Грција. Овие денови сакаме само да го вклучиме целиот систем на информатичкото контролните системи, за да можеме официјално да го направиме свеченото пуштење. На полето на странски директни инвестиции, лани имавте рекордно остварување од 624 милиони евра, годинава за 9 месеци ти изнесуваат 131 милион евра. Да почекаме крајот на годината. Знаете како кога се објавија лани? Кога заврши податокот за 2018 година. Ке стигне до оваа цифра од лани? Не можам да кажем точно, не ги знам детали. Тоа е работа на статистика на крајот. Зошто? Заради тоа што странските инвестиции се просек од приливите и одливите. Се зависи во одреден квартал колку се одлијале пари во делот на дивиденди и добивки на странските компании, колку се влеале. Но исто времено тоа зависи и од колку е продадена стока надвор од државата, ама не е наплатена. Ако се наплати, тоа директно се регистрира и како странска инвестиција. Од сите трговски размени, на крајот го прават билансот на нето директни странски инвестиции. Така да, овој просек да почекаме до крајот на годината, ќе се објави февруари, нема да бидат завршени изборите, ќе се знае. Верувам дека ќе биде приближно на тоа, заради тоа што знам што договори сме подпишале, кои странски инвестиции се случуваат во државата, и јас верувам дека на крајот тоа ќе биде навистина успешна година. Загадувањето ни го загорчува здравието. Вие зборувате за неколку милиони евра за мерки за почист воздух. Вашиот политички опонент спомнува милиарда за таа цел. Како за време на владење белите дробови на функционерите се поотпори на штетните честички, или има некоја друга формула полесно да се дише, да ни кажете? Значи, загадувањето на воздухот навистина било секогаш присутно, сега го мериме. И го мериме, фала Богу, да знаат граѓаните да прават пуш и притисок да нешто промениме околу тоа. Никој ништо не работел на полето на екологијата. Ништо. Значи, останавме прво земја која што нема регионални депонии. Најмал број на прочистителни станици за отпадните фекални води. И тоа е екологија. Знаете како? Истовремено загадувањето сега на воздухот е нешто кое што не е изразено и не боли сите. Сите и за себе, и за децата наши, за нашите семејства. И нормално нема поважна работа од здравието на граѓаните. Но прв пат оваа влада создаде посебни програми. Прв пат вели, може ќе зема впоени таму во тоа село со овие патиштата, ама не. Не, 15 милиони евро да ги ставиме. Значи, можевме и така многу. Овие 15 милиони евра кои што ги земаме во делот на добивка, од делот на Елем, или ЕСМА сега, на времето знаете каде оде, да не ги спомнувам. За рајски градини, за скијалишта на пензионерите или слично, а на вистина па најмногу во самостојноста на Македонија до сега, најсериозен импакт имат енергетските објекти кои што се загадувале. Рек Битола, Осло Мекичево и слично, и така на Тец Неготини и така. Редот е да вратат во екологија. Преку ваквите инвестиции 15 милиони евра се само инверторите. Ова што го правиме секоја година по 2 милиони евра дополнително пари за прочистувачи на воздух по училиштата, за нови системи за приклучување на природниот газ и слично, се сериозни пари. Гасификацијата за мене е инвестиции во екологијата. Ние годишно трошиме 100 милиони евра само во гасификацијата на националниот гасовод. Следната година, ако тргнат работите со јавното приватно партнерство и концесии и самостојните инвестиции на секундарна и терцијална мрежа на газ, тие ќе поминат до 150 до 170 милиони евра на годишно ниво само во делот на гасификацијата. Но на крајот државата ќе продолжи се повеќе да дава пари. 1 милиарда е забегано како cilе милиардата. Мислам, 1 милиарда нема капацитет Република Северна Македонија да имплементира. Не постои таква работа. Тоа е така лупање од ракав, но нека се објасни господин Мицковски, секако тој си ги има своите детали. Гасификацијата не може да ја смета во екологија, заради тоа што тоа е развој на економска инфраструктура, ги викаме капиталните економски инфраструктурни проекти. Нека ги каже како ќе реализира и каде ќе реализира, од каде ќе најде сите тие пари, така да тогаш би верувал. Во тој дел ние имаме рационални политики и сакаме да инвестираме толку колку што можеме и колку што можеме да реализираме. Такви, значи имате можност вие да оделите 40 милиони евра, но не може да ги имплементирате за една година 40 милиони евра. И во едни такви околности одиме со рационални политики и повикуваме да не се приклучат. И граѓаните и стопанството. Не може луѓе кои што протестират, радо би бил со нив таму. Сакам, право е тоа, слобода е, за тоа се боре. Се окей, ама дома од джекот се уште на нафта. А цевката е близко, кој што може на газ да биде приклучена, и еден бранер да се донесе дома со компресиран газ. Има и пари, граѓанинот наш.
И сега тука протестираме, дома чади оджекот на нафта. Ајде да видиме што сами да направиме. Јас дома го сменив на нафта и платив 1700 евра за целиот систем за грејење и сега е на газ, на природен газ. И верувајте, штедам пари. Ама и еколошки придонесува. Да видиме сите што можеме да придонесеме во целиот тој дел. А владата да најодговорна е. Зошто ти таа управува со парите на народот? Таа треба да биде првиот пример. Таа треба да биде авангардна. Таа да носи, ама и сите други да партиципираме од здравие е тоа на крај. Кој ќе ве наследи на 3 јануари? Оливер Спасовски или Мила Царовска? Во Стесивна круг, гледате, тука сме некаде, околу овие две решенија. Зошто? Сакаме техничката влада да функционира како влада, како нормална влада. Јас сум растаретен од суети. Кој да биде, ќе добие целата моја подршка, да носат одлуки, да не изгубиме не месец, не недела, ден да не изгубиме. Зошто? Економијата е добра. 3,6% имаме прв квартал, втор квартал, просек во државата. А беше минус 1,8%. И веќе има пари за пензии и за плати се. Па кога би било 5-6%, дај да правиме пуш, да работиме. Трансформацијата и реформите треба да се случуваат и јас верувам дека било кој од овие двајца мои подпредседатели во партијата одлично ќе извршува функцијата. Целта ни е навистина да кадрите кои што веруваме, ги сакаме и ги почитуваме, и ги гледаме колку се влезени со љубов, тие да бидат на таквите позиции, така и ќе конструираме нашата кадровска политика во оваа влада во преодните 100 дена до изборите. Моето последно прашање. Лидерот на ВМРО ДПМН на 12 април ве праќа во политичка пензија. Која е вашата порака? Ја многу јас да работам, млад човек сум, не сум за пензија, мислам. Владеја 12 години без малку, 2,5 години добив час. И така многу можам да сработам за мојата, за нашата, за заедничката земја, која што и моја е на господинот Мицковски, ќе се потрудам да останам, да ја вршам честа и одговорноста која што ме ја дават граѓаните на еден чист мандат, на решени меѓународни проблеми, на интегрирана земја, да покажам навистина економија, своите позиции во Социјалдемократскиот сојуз, а после тоа и граѓаните ги препознаа преку економските политики во Струмица. Доправа Мегданот за мене постои. Секако на крајот ќе се поклониме над одлуката на граѓаните. Тие на крајот ќе одлучат. Ние можеме тоа мускули да си покажуваме кој како сака. Јас верувам. Верувам во поддршката на граѓаните. Знам дека ќе добиеме поддршката на граѓаните. Сме успеале да носиме крупни, сериозни, храбри одлуки, не водејќи грижа дали ќе останеме или не. Тоа го докажавме, но очекувам. Очекувам да добијам поддршка на следните парламентарни избори, за навистина да вистинските трансформации дополнително повеќе се случат во државата, кои што ќе донесат економски стандард, економски бенефит и економски придобивки за сите граѓани, за да не биде нашата земја навистина посакувана место за живење, овде да не остануваат младите и овде да ги создаваме нашите семејства. Премиере Заев, ви благодарам за интервјуто и посакувам среќни празници. Благодарам, среќна нека е новата година, среќен Божик на сите христијани кои што го слават Божикот, секако и среќни сите празници кои што ни доаѓаат во предстојниот период. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше интервјуто со претседателот на владата Зоран Заев. Имајте пријатна вечер.